со зголемувањето на дигиталната писменост, ќе може да се ублажат многу прашања поврзани со родовата нееднаквост. Еден од последните извештаи на Светскиот економски форум за глобалниот родов јаз потврдува дека во повеќето кластери на професии на иднината има голема нерамноправност меѓу жените и мажите. Нерамноправност во износот на примањата, во можноста за напредување во професијата, во добивањето еднакви шанси и видливост при професионалниот развој. Последното мапирање на IT секторот во Северна Македонија, направено минатата година, го потврдува проблемот видлив во застапеноста на жените во оваа индустрија, стереотипизирајќи ја најчесто како машка професија. Особено очигледни во ова истражување се разликите на сениорските и менаџерските позиции меѓу жените и мажите. Овој јаз е најголем токму во секторите што бараат иновативни, дигитални и технички знаења и вештини, а врз кои се темели дигиталната економија. Ваквата нееднаквост на можностите го забавува економскиот развој. Со цел да го намалиме родовиот јаз, потребно е сите заеднички да пронаоѓаме решенија за доброто на целото општество. Дигиталните технологии овозможуваат нови вештини и економски активности на жените. Но за да не станат ново поле на дискриминација на жените, неопходно е што повеќе жени да го следат својот животен и професионален повик и да го заземат своето место во STEM областите. Да се заложиме за што поголемо учество на жените во новите иновативни професии. На таков начин ќе овозможиме жените да бидат витален дел и од дигиталната економија. Покрај денешниот, секој ден треба да бидеме гласни во остварувањето на барањата за еднакви плати, еднакви можности, еднакви права, како што е и главниот хаштаг за овој меѓународен празник, а во контекст на збогатување на дигиталниот речник. Embrace equity, да ја прегрнеме еднаквост. Ви благодарам.